Во Фуршпанот Ване разговорот го најави за новинарството и новинарските работи. Токму тоа ќе ни биде исто така темата наредниве минути со првата соговорничка во студиото 3 на Македонската телевизија. Во 2022 е избрана за едно 10 новинари и медиумски работници од Европа и Азија кои што прават промени во општеството. Сите тие промени одлучи да ги прави и одлучи гласно да говори за нив на YouTube, на Анекта. Нешто за што ќе говориме наредниве минути во утринската програма. На моја голема радост и задоволство, Теодора Цвитковска во Македонија наутро. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Станува збор за подкаст, оние кои што не ја слушале и читале Анекта, но ќе објасниме нешто подоцна. Би сакала на самиот почеток да проговориме за она што ние го правиме и промените кои што треба да ги правиме како новинари. Факт е дека новинарството во моментов, Теодора, не знам дали ќе се сложиш со мене, но е на раскрсница. Ризикува да биде присилено да се повлече од местото кое што се нарекува врева. И во целава оваа ситуација, кога ние како новинари губиме довербата од нашите гледачи, слушатели или читатели, се остава секој поголем простор за лажни вести. Моето прво прашање е како во целиот овој медиумски хаос да ја задржиме довербата кај нашата публика? Така што може би за почеток ќе се потрудиме со она што ние мислиме дека е поразлично, а е медиокритет, односно честопати правењето циркус и барање на вест што ќе биде кликбейт и наслов што нема никаква врска со она што е во самата вест, или гледање на информативни дневници што од почетокот до крајот се само со политичари и политички партии и ништо друго, а важните граѓански теми се некаде онаму на маргините, како што се и во општеството. Така што многумина сакаат да кажат дека публиката сака да гледа трачеви. Јас би се сложила до некаде, бидејќи таква е природата на човекот и сакаме сите да знаеме и кој што прави, кој каде излегол и се, но да го оставиме тоа за во кафеани и за во кафулиња, а во медиумскиот простор да се обидеме да се вратиме на она за што кое тој постои, односно да ги информираме граѓаните, но и да ги образуваме на некој начин. Теодора, во 2022 година беше меѓу 10 новинари избрана од Европа и Азија, кои што прават промени. Следствено на ова прашањето во денешницава во која што живееме, во условите во кои што работиме, колку новинарите ја изгубија свесноста за тоа дека во општеството, освен што ги пренесуваат информациите, може и позитивно да влијаат на промените со својата работа? Мислам дека не дека го изгубија на некој начин таа привилегија и не дека не знаат дека со својата професија може да менуваат, но тоа зависи многу и од уредувачките политики во еден медиум, но исто така многу зависи и од, би рекла, и условите на работа, од тоа што многумина од новинарите и новинарките работат со плата која е подпросечна, и не многу често веќе сакаат и да се борат и да наметнуваат и да кажуваат што е правилно да се известува, погодат по линија на помал отпор, тоа е едната работа, а другата работа е што веќе скопската рубрика редакција не постои. Уредници скоро и да локални репортери и дописници скоро и да нема во медиумите, затоа што некако се централизираше дека постои во Скопје, па проблемите на некој што е од Штип или некој што е од Охрид не се многу важни колку евроинтеграциите, а треба да сватиме дека за да стасаме некаде каде што имаме аспирација како држава или за да постои истражувачкото новинарство, мора да постои репортерот што на улица ќе види дали мала група на граѓани протестираат пред некоја зграда за да не им се направи пред нивната зграда друга зграда и дека е се тоа е на ланча на реакција и дека едното без другото не може и некако се прескокнуваат
работи, па срамота ако си репортер, срамота ако водиш утринска програма, ќе ме извините, но тоа е едно од мислењата најпрво помеѓу колегите понатаму и во публиката, а не сваќаме дека гледачот, обичниот човек, па и ние кога ќе седнеме пред компјутер или пред телевизор, ние се идентификуваме со некој што е од улица, а не некој што седи зад говорница во политичка партија. Само како кратко подпрашање или констатација, слушајќи го одговорот, се добива впечаток дека можеби новинарите во земјава треба да го фатат чекорот со времето, со модерното. Ако веќе зборуваме на еден сегмент, срамно е да водиш утринска програма, а најгледани според рейтинзите во светските медиуми се утринските програми. Ако тоа не беше пред 15 години, кога тоа беше така да треба малку чекор со модерното. И жестока битка кога сме веќе кај модерното, жестока битка се води помеѓу традиционалните и новите медиуми. Веројатно секогаш треба да појасниме дека важни се едните и другите и дека едниот не го загрузува другиот. Можеби повеќе треба да се дискутира за тоа какви информации се пласираат и на едните и на другите медиуми и на кои теми им се дава внимание. Граѓаните во Македонија, тука сме нели и ние како новинари и медиумски работници, секогаш имаат отпор кон нешто ново. И тоа секогаш било така, но сега да не претаруваме дека ние нешто сме биле многу во тек со новите медиуми, со технологијата, затоа што го паметите тоа и вие и луѓе што работат во медиумите, дека до многу скоро немаше ни компјутерска монтажа. Значи, каде што во светот имаше вакви модерни кранови и вакви студија, така што треба да сватиме дека новите традиционалните медиуми веќе се испреплетуваат. Можеби некоја повозрасна публика или публика што да речеме има 30 плюс 40 години ќе гледа оваа утринска телевизија. Но ние што се помлади ќе отворат Инстаграм или Јутуб и тамо ќе се информираат. Така што не може веќе јасна дистинкција да се направи помеѓу тоа што е традиционален медиум, а што е нов медиум, затоа што ние мора да одиме напред со времето. Не можеме сега да бидеме и наетливи па да кажувам сега телевизијата мора така да функционира. Во светот постојат и цели дигитални редакции за самиот традиционален медиум. Проблемот кај нас е што се очекува од еден новинар да биде човек што ќе фотографира слики, ќе ги објавува на Инстаграм, ќе оди на терен, ќе го направи својот прилог и ќе изгледа убаво, затоа што нешто со кое јас не се сложувам, дека новинарството нема работно време, новинарството е начин на живот, новинарството е само работа и после 16 часот, кога ќе дојдеш дома, ако постои дигитална редакција во самиот медиум, треба да го работи тоа. Така што традиционални наспроти нови медиуми веќе претпоставам дека стануваат едно. Добро, ние не гледаме како функционира светот, нели? Од Македонија почнуваат стандардите, така да си се тешиме. Поставуваме нови новинарски стандарди. Еве на дел од овие прашања што ги поставуваме на Теодора, што мислат и нашите сограѓани? Традиционални наспроти модерни медиуми. Како македонското население се информира околу активностите и случувањата во јавноста. МТВ на терен ги праша граѓаните кој е нивниот извор на информирање околу овие случувања. Какви медиуми најчесто користите за информирање? Традиционални како телевизија, радио или пак интернет, односно интернет портали? Традиционални и интернет. Зашто најчесто се информирате и колку им верувате на информациите? Па им веруваме, кои се веродостојни им веруваме. Кои се неверодостојни не им веруваме. Што најчесто следите на програма? Следиме сите политички случувања во државата, економски и така натаму. Нешто за општите работи, за животот. Нашите ги следам, другите не. Повеќе им верувате на телевизиите, на радијата или на интернет? Ништо не верувам, слушам што зборуваат, што да верувам. Да ви кажем, јас не ги пратам баш информациите, затоа што не ме интересира, стварно. Ја ништо не можам да сменам, а тоа е проблемот. Политичка состојба не, воопшто не ме не интересира. Едноставно научните стигнувања, некои новитети што ги имам, такви работи. Телевизија, интернет. Зашто најчесто се информирате и колку ви се веродостојни информациите според вас? Па сега, телевизија, која телевизија, зависи. Не се сите исти. Меѓутоа, тука се негде. Информации има добри. Интернетот, таму е малку променливо, меѓутоа таму може да пише кој што сака.
И сега иди верувај или не верувај, тоа е твое, како ќе сватиш. Телевизија. Повеќе телевизија. Што најчесто следите од програмите? И колку се веродостојни? Па најчесто спорт, иначе другом помалку ме интересира, не ме интересира. Другото ме замара, а спортот да. Неколку од нашите сограѓани кажа, па не знам и во што да верувам веќе. Тоа е веројатно последица на дезинформациите. Ги збунивме на вистина граѓаните. Да, за жал алармантен е податокот, но и тажен, колку не само во земјава, туку и регионално сме медиумски писмени. Самиот поим медиумска писменост има многу длабока суштина на тоа како можеме да процениме што е лажна вест, што е вистинска вест пред се пласирана на социјалните медиуми. Теодора, факт е дека голем дел од населението во овој регион, земено во регионален контекст, е медиумски неписмено. Во меѓувреме ни се ближат избори. На социјалните мрежи веќе почна хаосот од разни вести кои што имаат и негативно влијание на самите граѓани. Како можеме барем малку да зборуваме за медиумска писменост? Колку и да звучи грубо писмено, неписмено, тоа веќе некои земји го имаат како предмет, затоа така зборуваме. Како да се препознае во овој стадиум што сме сега како општество? Најпрво би апелирала дека сите треба да видат кој стои зад таа вест, не нужно кој медиум, бидејќи постојат секакви портали, понатаму сега и подкасти има секакви, но честопати тие текстови не се подпишани. Би апелирала дека секој треба да кликне во на поле долу што е со импресум, па да види кој го пишува тоа, за дали може да му верува. Затоа што вчера колегите од Призма има објавено дека оваа година за овогодинешните избори има рекорден број на пријавени портали кои сакаат да земат пари. Бројот беше 249. Што е за некои 100 портали повеќе од минатите избори, што значи дека се обидува лажни вести да се протнат, дури на портали кои не се од информативен карактер, туку се за рецепти за готвење, за ролати, па сакаат тие лажни вести да ги пренесат секаде. Не знам како може да се заштитиме, како да станеме медиумски писмени. Може би најпрво треба да почнеме од образованието, затоа што знаеме во каква состојба образованието, па јас мислам дека ова ќе бара нешто многу повеќе од само кампања, туку ќе треба медиумската писменост да биде задолжителен предмет во училиштата. Кога зборуваме за дезинформациите, би сакала куса да проговориме за говорот на омраза. Веќе сведоци сме дека интернет просторот тешко се регулира, а она што постојано го повторуваме, користете го интернетот за добро, тешко ни оди. И сега во целата оваа приказна со говорот на омраза, за жал, наместо да го осудуваат, се почесто го поттикнуваат и наши колеги новинари на социјалните мрежи. Јас би рекла дека треба да се пријавува. Мене ми е јасно дека сите, па дури ние кои сме во оваа професија, луѓе кои се во јавни професии, мислат дека и се сигурни дека институциите не работат и во голема мера граѓаните за тоа и се во право, дека институциите се неажурни, но од друга страна ние немаме ни навика на пријавување. Ние сметаме дека еден коментар кој поттикнува говор на омраза, некој човек со профил кој нема ниту фотографија, ќе навреди никого, ќе поттикне говор на омраза кон жени, кон одредени групи на граѓани, дека е тоа наивно, а говорот на омраза понатаму може да доведе до многу сериозни последици, може би некојаш тоа да биде физички напад, па се надевам дека никогаш нема да резултира и до нешто понатаму. А за колегите, за новинарите кои шират и сеат говор на омраза, би рекла најпрво дека сме сите виновни кои работиме во оваа професија, затоа што за да зборуваме за тугите дворови, за да очекуваме нешто што ќе оди напред, треба да се погрижиме да го исчистиме нашиот и треба да ги пријавуваме и нашите колеги кои сметаат дека сењето на мизогинија и на сексизам во етерот и тоа како колешката денес на утринска изгледа и незината гостинка
не е нивна работа Апсолутно. и не е најмалку нешто што е за ха-ха, хи-хи и е многу сериозно. Кога сме кај позитивните промени кои што ние треба да ги правиме и поттикнуваме, а некта, сакам да ја проговориме накусо, тоа е подкастот кој што го правиш извесен период, во кој што отвараш најразлични теми, за кои велиш треба да говориме гласно и треба да се слушнат. Каков е интересот до сега, каква е гледаноста, слушаноста во бројки? До сега има само 20 епизоди, новата сезона ќе стартува во петок. Морам да кажам дека е добро со оглед на тоа дека е поразличен формат од она што се друго се прикажува на YouTube просторот. Би кажала дека некаде во просек има од 5.000, 10.000 гледаност, нешто е малку помалце, нешто е малце повеќе. Го споменав тој на почетокот. Направив некој вид на експеримент, односно викнав луѓе што и се познати на јавноста и што доста гостуваат по телевизии, по интернет портали, по подкасти, и оние кои па баш и не ги гледаат луѓето пред камерите, некои од нив се познати, некои не, ама ги нема, не се присутни. И сватив дека луѓето сакаат да гледаат и да слушаат интересни приказни на луѓе кои нив не им се познати. И кога сме кај приказните, имаш од образование до улогата на младите во општеството, новинарските работи, па се до улогата на жената и перцепцијата на врските кои жената ги има во современото живење. Тоа се сите теми од секојдневието кои не се сегаат сите нас и за кои што се чини многу малку се говори. Па да, јас сакав да Јас сакав да зборувам и да пишувам за тоа, затоа што тоа беше прво нешто што јас кога ќе пуштав телевизија или кога ќе отидав на некој од агрегаторите да читам вести, го немаше. Значи, јас сакав да слушнам што една жена која е доста успешна, како се носи со другите работи во животот. Како луѓето што еве тука се виновни за ова и стојат позади камерите, што се случува кај нив, што ти имаат видено кога ние одиме на големи места, известуваме од некои самити, известуваме од по други земји, ние не ги гледаме луѓето зад камерата, а без нив не може ништо да изгледа така како што изгледа. И едно од најгледаните и најкоментираните епизоди, сега ова морам да го спомнам затоа што сум и кај вас, е епизодата која беше со колегата Јован Лесански од македонската телевизија. За Медлин Олбрайт, каде што кажува да, ја не гледав, се запамтил. Ама на луѓето им е интересно да ја видат и таа страна на луѓето што се знаат во телевизијата, ама ние не знаеме ни како изгледаат. Да, за гледачите кои што не знаат, кратко, колегата Лесански се сретнал во Ливцо, Медлин Олбрайт, баш во нејзините најславни години во кариерата, кога кој да ја видел, народски кажано, се треселе луѓето пред неја, колегата се возел во лифт без да знае со кого се вози. Ето, тоа се случило. Значи има различни случувања. И Теодора, бидејќи сме малку со времето напред, сосема накусо podcast.mk, една интересна идеја, еден интересен проект каде што на едно место ќе бидат собрани сите македонски подкасти. Така, тоа стартуваше на 1 март. Тоа е всушност првиот македонски агрегатор на кој сите подкасти ќе може да се видат. Со само еден клик, како што се и на другите агрегатори за вести. Сега луѓето не мора да бараат по YouTube, по страниците на Instagram, на Facebook, туку ќе можат да си уклучат, да видат што сакаат да слушнат или да видат и да си изгледаат епизодата. Секој оној кој што ќе продуцира нов подкаст ќе може да го пријави, ако не е веќе на агрегаторот, а понатаму во втора фаза она што сакаме да направиме и да помогнеме младите луѓе, сите оние кои што сакаат, особено би сакала тоа да се колеги кои ќе се пријават и сакаат да го работат ова, да им помогнеме да продуцираат и да создадат нивни подкасти. Толку би можела да кажам за сега, затоа што е во некоја почетна фаза, ама одзивот беше добар и да ви се заблагодарам, бидејќи за да менуваме работи во новинарството и за да додат работите напред, ние колегите мора да бидеме посплотени и да си дадеме еден надруг шанса и простор во етерот, затоа што тоа е многу поважно отколку големите ега и конкуренцијата. Благодарам Теодора за гостувањето во утринската програма. Ветувам дека и во периодот кој следува ќе зборуваме гласно на овие теми, доколку сакаме промени, тоа е наша обврска. Бранко, еве морам да прашам веќе да се надоврземе. Новинарството не ме интересира, јас. Кога сме кај мотоциклите, ако може. За тоа ќе зборуваме по 9. Си возела никогаш мотоцикл?
Сум возела, да. Зашто ме гледаш така исплашено? Нема да те Сега не ми е искараме. дозволено, затоа што дома ми е кажано дека си што не му што две тркала, не е Ќе му баш ставиме помошни што се Ќе му секираш ставиме 2,24. Одличен совет. Колега, само вака од страна на масата да не вртиме грб, имаме сугестија од режија. Кога сме на тема мотоцикл, Брнко, да го прашаме Зоки дали возел? Зоки, мислам дека во Тетово нема шанса да не возел мотоцикл. Да? Нема шанса да не возел мотоцикл. Предходно ќе видиме прво колумната на колешката. Точно. Да, подготвена ни е колумната, која што тесно се врзува за себе ово што зборувавме. Да, благодарам. За тоа што го прави Теодора, тоа што го правиме ние. Ако нема порив, ако нема желба нешто да се направи, апсолутно нема да има ни успех на оваа тема колешката Кузмановска во својата колумна.